Граѓаните на Куманово и наредните 6 месеци ќе го користат субвенционираниот јавен превоз. Од општинскиот буџет за оваа субвенција одвоени се 45 милиони денари. Општина Куманово не е единствена општина што субвенционира јавен превоз во државата. Нити го имаме измислено тоа, нити пак го имаме направено спротивно на законските прописи. Значи, субвенционирање на јавен превоз во Македонија веќе со децении се врши во градот Скопје. Значи, јас најодговорно тврдам како градоначалник дека субвенционирањето на јавен превоз во Куманово секој граѓанин го чини 2,2 денари по глава на жител по дневна основа. Ако не знаете да го пресметате, ќе ви помогнам. Значи, износот за 6 месеци, поделете го со 183 дена, поделете го со 100.000 жители Куманово и ќе ја добиете реалната цена на чинење на субвенционираниот јавен превоз. Организатори на јавен превоз се 4 компании, директно се јавуваат по линии на тендерска постапка и истите склучуваат договор. Ке ве вратам некаде пред 4 години. Кога се распиша тендерската постапка за јавен превоз во Куманово, се сеќавате тогаш незадоволни превозници, зошто сето тоа се организира преку повеќе компании и излегува на протести. Но јас, за разлика од тогашната моја колешка Данела, не влегов во војна со нив, туку бидејќи на крајот на денот граѓаните ќе трпат, нема да трпи никој друг, ќе останат без јавен превоз. Значи, ги повикав во канцеларија, поразговарав, ги прифатив нивните услови, потпишав договори со сите, но ја фиксиравме цената на билетот со договор и ја ставиме цената на билетот во договор склучен помеѓу општина Куманово и нив. За да после 2 месеци истите дојдат во општина Куманово, се пожелат дека поради енормните покачување на платите, трошоците за гориво, техничко одржување на возило, резервни делови и из други причини, не можат да издржат да возат по фиксна цена на билет која што се движи од 40 таму до некаде 70-80 денари, зависно од релација на која што се вози патникот, бидејќи ние имаме релации во 2 насоки повеќе од 40 километри. Таква е една од таквите релации Куманово-Клечовци. Тоа дури доаѓа во категорија на меѓуопштински превоз, но Клечовци е во општина Куманово и ние сме должни тоа да го организираме. Тогаш побаравме понуда од нив за целосно бесплатен превоз. Тие дадоа понуда некаде од 2,5 милиони евра. Ние немавме толкави средства на располагање, имавме во моментов половина или нешто помалку од тој износ. Им го понудивме тоа, дадоа, направивме анализа, дадоа понуда и влеговме во тој процес.